Паднати цветови плодови со изгореници, намалена продукција на плодови е билансот што го зеде топлото време и сушниот период кој траеше од јуни па се до пред некој ден кога наврна дошти во Струмичкото поле. Експертите велат дека оштетено и грозјето. Така, например, во лозарството се приметува изгореници, а и исушување на гроздаците, кај сите оние лозари каде што не навремено извршија наводнување на површините под винова лоза. Додека пак кај пиперката е приметено масовно паѓање на цветовите на вториот заврз, значи не долу него вториот, како резултат на доста високите температури пропратени на сувиот воздух. На 2 август, значи во месец август, до почетокот, дојде до високи температури, времето доведе до високи температури, пропратено со топол јужен ветер, кој што како фен предизвика не само горење или потпрелување на листовите, него одредени флеки и повреди на самите плодови, што пак од своја страна доведе до драстично намалување и на квалитетот на првиот род, од кој што самите градинари очекуваат и најдобра добивка. Кога ќе се земи во предвид дека количеството на род што се очекуваше, како и неговиот квалитет. Оваа година е пропуштена, но следната земјоделците мора да преземат превентивни мерки за да не се повтори истото сценарио, децидни се експертите. За ова година е завршена работава, затоа што веќе полека одиме во есенскиот дел, иако се уште е август месец, но сепак сведоци сме дека утринските температури се намалуваат. Во текот на денот се очекува температурите да не поминат повеќе од 35-6 степени Целзиусови, кога е најтоплиот период, но за наредната година земјоделците треба да размислуваат, пред се градинарите, да размислуваат за воведување или ставање на мрежи за засенчување на самите полиоранжери, а би ги потсетил сите гледачи кои што се лозари, дека па и овоштари, дека имаше и има се уште акција на поставување на специјални мрежи над виновата лоза, па некаде и над овоштарството, а со цел да се заштити виновата лоза од ожеготини, односно од овие катастрофални последици, а исто така евентуално од појава на град кој што ќе предизвика механички штети. Екстремните временски услови влијаат и врз сточарството, и тоа на два начина, директно врз стоката и индиректно преку исхраната. Освен што доживуваат топлотен стрес, при жешкото време се намалува и количеството на млеко кај кравите.